Во 2014 година министерот за странски инвестиции Бил Павлевски својот летен одмор го потроши во Прилепскиот дел на Мариово, во потрага на локација за фабрика во која ќе се произведува етанол. Тогаш за некои медиуми изјави дека не жели што слободното време му минало во најзапуштениот предел во Македонија, затоа што странска инвестиција од 250 милиони евра ќе отвори 1000 нови работни места за граѓаните на Прилеп и околните општини, а Македонија ќе ја направи најголемиот производител на етанол во Европа. Потоа беше потпишан меморандум за соработка меѓу владата на Република Македонија, ирската компанија Етанол Европа и американската Дупонт. Фабриката за производство на целулозен етанол како замена за фосилните горива. Беше речено дека ќе започне да се гради оваа година. Павлевски најавуваше дека оваа биорафинерија ќе значи ревитализација и целосно заживување на Мариовскиот регион, бидејќи покрај изградбата на фабриката, инвеститорите ќе одгледуваат култури за производство на етанол на запуштеното земјоделско земјиште во Мариово. Но изминаа 2 години од најавите, а за ирско-американската инвестиција веќе никој не зборува. Ни трага ни глас од најавениот инвестициски бум на владата, кој требаше опустошеното Прилепско Мариово да го претвори во оаза. На 15.000 хектари деградирано земјиште се најавуваше одгледување на растенија кои ќе бидат суровина за фабрика за производство на етанол. Ниту Мариовската почва почнала да зазеленува, ниту фабриката почнала да се гради. Оптимистичките најави од владата почнаа да се топат по жестоките реакции на социјалните мрежи, дека оваа компанија е еден од најголемите светски производители на семиња за генетски модифицирани растенија. Прилепскиот адвокат Жарко Стевановски вели дека постојат законски пречки за реализација на оваа инвестиција во Македонија. Уште со зачетокот и најавата на оваа инвестиција, владата на Република Македонија извршила лоша калкулација по однос на законската регулатива, која што практично нас не спречува да воведуваме ваков инвеститор и да реализираме ваква инвестиција. Македонското законодавство по однос на овој дел забранува увоз и извоз на генетски модифицирани производи, се до влезот во Европската унија кога треба да се практично да се усогласат македонското и европското законодавство. До денес немаме ништо буквално од така помпезно најавуваната инвестиција во овој дел и претпоставувам нема ни да има. Странскиот инвеститор повторно не е вратен тука. Стевановски вели, Прилеп изобилува со вакви и слични најави за сомнителни странски инвестиции, кои никогаш не се реализирале. Општината пред 10 години најавуваше инвеститор од Финска, кој ќе реновира стари куќи во Мариово и ќе развива екотуризам. До ден денес нема ништо од овој проект. 2007 локалната самоуправа склучи договор со финската компанија Lifestyle за изградба на финско туристичко село, но реализацијата на овој проект требаше да отпочне беше најавувано дека треба да отпочне по реализацијата на хидроцентралите Чебрен и Галиште. И околу Вештачкото езеро кое би се создало таму да се изградат фински куќички, да представуваат туристичко место, каде што уште во првата година, како што беше најавувано локалната самоуправа, требаше да има минимум по 1000 посетители во текот на еден месец. И американската компанија Гентерм, чија фабрика се гради во индустриската зона Алинци, најави 2000 вработувања. Пред да го започне производството беа вработени 300 лица, а на голем дел од нив пред неколку месеци им беа раскинати договорите, со образложение дека се уште не се создадени услови за работа. Нема ништо ниту од најавите во двете економски зони Прилеп 1 и Прилеп 2, иако локалната самоуправа најавуваше 2 до 3000 вработувања. Таму не е изграден ниту еден објект и нема ниту едно вработување, додава Стевановски. И од странските инвестиции кои така помпезно беа најавувани и од локалните проекти предвидени со програмата, со прерадбата на оваа власт, на локално ниво буквално ништо не е препородено онака како што беше најавувано при презентација на можните инвеститори.
Ги прашавме во Прилепската локална самоуправа докаде е реализацијата на овие најавени инвестиции и дали се одвива според планираната динамика, но одговор не добивме, иако побараа прашањата да ги испратиме по електронска пошта. Најавите за вложувања од милиони евра и отворањето на илјадници работни места се уште се само надеж за